Добре дојдовте назад во единствениот подкаст посветен на стоматологијата, така наречен дигитална стоматологија. Во првата епизода разговаравме со докторите Деспина Величковска и доктор Марио Јурхар за тоа каде сме во стоматологијата во земјава, односно до каде би требало да бидеме. И на што начинавме дел од тие причини, зошто е тоа така, зошто сме таму каде што сме. Секако целта на овој подкаст е да ја приближиме актуелната состојба на стоматологијата како до фелата, така и до нас, до самите пациенти, да се разјаснат некои работи. Покривме многу интересни теми во првата епизода и сигурен сум дека ова навистина ќе биде доста интересно, навистина е доста интересно се што се случува. Уште еднаш ви кажувам добре дојдовте. Благодарам. Добро ве најдов. Ете така, расположени сме да продолжиме. Да. Ете така. Тоа е најважното. Значи вака, во првата епизода обработивме како тоа, освен нели актуелната сфера, и некои општи работи за целосната ситуација, без разлика дали се работи за едукација, дали се работи за стандарди и така натаму. Покривме, можете да погледнете и првата епизода секако. Меѓутоа, идејата сега во оваа конкретно епизода е да стекнеме идеја што се случува од моментот кога пациентот ќе стапне во целосно дигитализирана стоматолошка клиника и ординација. Сушност од општата да се насочиме кон стручната област, како така следува полека почнува, да, стручната област, и тука секако ќе ми треба ваша помош. Секако. И значи, откако пациентот ќе стапне, да го поставаме прашањето што го имам некако формулирано, што се случува, кој е значи целиот чекор, како се прави анамнеза, нели, кој чекор е тоа, и секако би сакал да направиме една паралела меѓу оваа што ја споменуваме целосно дигитализирана стоматолошка ординација и оние кои што ги споменавме и ги изборевме во првата епизода, што работат old school метод. Така, значи, откако пациентот ќе влезе во стоматолошката ординација и ќе се позиционира на стоматолошкиот стол, најпрво клиничарот, односно стоматологот, пристапува кон земање на исцрпна анамнеза. Односно, анамнеза представува еден вид на прашалник со кое што се доловува целокупната слика на пациентот од сегашни заболувања, минати заболувања, фамилиарна анамнеза, односно заболувања во кругот на неговата најблиско семејство, понатаму фармаколошка анамнеза во однос на тоа кои лекарства се примаат, кои ги прима лекови пациентот, дали е алергичен на одредени медикаменти и слично. Со целокупната таа анамнеза која што ќе ја земе клиничарот на пациентот, тој треба на овие сите податоци да ги внесе во компјутер. Затоа што посетата на еден пациент во стоматолошката ординација не секогаш се заснова едно доаѓање, завршување на работата и испраќање и толку. Значи, стоматолошките процедури се повеќе кратни посети, така што на терапевтот постојано ќе му треба да ја обновува меморијата за тоа, за целокупната историја на пациентот. Така. Не мора тоа да се сведува како на стар принцип, од аспект да се запишува на хартија се, па потоа кога ќе ми дојде повторно истиот пациент, јас да ја барам документацијата, па каде сум ја ставила, па што сум ја ставила. Стоматолошки картони има. Токму тој доктор Марио Јурхар го спомна во првата епизода. Јас бев шокиран искрено дека се уште постојат во земјава стоматолошки ординации кои што немаат компјутер воопшто. Ја дојдов до степен кога го ја презентирав работата на современата диагностика, дека се тоа оди, односно не е како во минатото со хард копи, него тоа се оди веќе преку мејл, да има ординации кои што се уште немаат компјутер, односно современи софтвери и за отварање на сите тие програми за 100% диагностика. Ова е страшен податок, ова е реално страшен податок. Меѓутоа тоа така функционира и ќе функционира додека не се постават некои стандарди. Стандарди што треба да поседува ординацијата во едно
современо општество. Значи повторно се навраќаме на оној момент дека меѓутоа сепак стандардите се доколку стандардите застарени. доколку се стари стандардите, тоа никој стоматолог и терапевт не е спречен да воведе иновација во својата ординација. Значи, иако се застарени стандардите, може да се заобиколи тој чекор, да се воведе иновацијата, односно да се олесни целокупната работа на стоматологот. Или да се побара совет од некој кој што всушност е едукатор во однос на тие нови начини на работење. Токму затоа сме и тука, нели? Да. Затоа си овие емисии. Може би не располагаат со компјутери, но сигурен сум, повеќе од сигурен сум дека располагаат со мобилни телефони. Секако. И може да имаат можност да го погледнат целиот овој подкаст и некогаш знам секако дека во секоја фела, во секоја сфера на делување, во секоја професија постои его, нели? Да. Меѓутоа его како его, понекогаш е убаво да се видат работите, што би се рекло од птичја перспектива, за да може човекот сам да увиди каде застанал, на кое поле му е потребна надградба. Токму тоа е и целта на овој подкаст конкретно за оваа сфера. Уште еднаш повторуваме, ние не сме тука да навредиме било кого, него едноставно да укажеме на тоа дека има потреба од модернизирање на целиот процес. Едноставно самите колеги меѓу нас и пациентите не можеме да најдеме заеднички начин кој ќе се судреме со полуписмени особи каде што се судреле простото размислување и егото. И тука немаме ние взаемен контакт. Кој прв ќе попушти, на некој начин ќе го спушти нивото да се разбере и тука се наоѓа заеднички муабет и од страната на пациентите и од страната на меѓу нас колегите. Ова беше мала дигресија на темата, нели, нормално бидејќи потенцираме за која е целта на ова се што го правиме. Да продолжиме со техничкиот аспект. Ајде да кажеме нешто, да продолжиме кон рентгенот, дали дигитализацијата што ја споменавме и тука има некакво влијание и доколку има, какво? Да. Паралела да направим. Меѓутоа, пред да се напомене рентгенот, јас би продолжила кон правилниот тек на како што застанавме претходно за пациентот, од кога ќе се земе целокупната и детална анамнеза и ќе се внесе во компјутер, потоа се пристапува кон клинички преглед, односно екстраорален и интраорален клинички преглед. Тоа представува дека потребно се направи клинички преглед на надворешниот изглед на пациентот и во внатрешноста на устата, да не се занемари фактот на надворешниот изглед на устата, на лицето на пациентот, затоа што многу диагнози можат да дадат и преглед и на надворешниот лик на пациентот, во однос на асиметричност, појава на оток и слично. Потоа се пристапува кон преглед во устната празнина и кога делом на ние ја имаме сликата на пациентот, тогаш не треба да ги изоставиме помошните диагностички методи. Тука всушност спаѓа и рентгенографијата. Така, во ред. И затоа во денешницата постојат два типа на рентген снимки: дводимензионални и тродимензионални. Дводимензионалните снимки представуваат, самиот избор ни кажува, две димензии, само висина и ширина, значи приказ на забалото на пациентот само во висина и ширина. Меѓутоа, тродимензионалните 3D снимки, освен висината, ширината, ни ја представуваат и длабочината. Значи можеме да видиме... Се извинувам, ќе ве прекинам на момент, само да разјаснам нешто за себе, дека не ми е јасно. 2D рентгенот, што го споменавме, тоа е оној рентген што го познаваме, панорамската снимка, така. Или малата снимка, интраорална. Да, што секој од нас имал прилика нели да направи. А тродимензионалниот, тоа е дел од онаа дигитализација што зборуваме цело време. Тоа е, да речеме, релативно нов метод, можеби не е нов, меѓутоа имаме дигитализација во дводимензионалните снимки, односно веднаш да бидат испратени со секакви софтвери за изострување на снимката и мерење на должина, односно работна должина. Меѓутоа, предноста на тридимензионалната снимка е што ние еднакво го гледаме
предметот од интерес во сите страни, односно сите три пресеци, аксијално, односно на попрешни, сагитални пресеци и коронарни пресеци. Всушност во сите три димензии, еве просто кажам горе, доле, напред, назад и лево, десно, димензијата е таа и вистинската величина на интероралните структури се дава врз основа на тридимензионална снимка, затоа што со дводимензионалното снимање, кога го поставуваме пациентот, секој пациент нема иста конституција. Дали некогаш треба главата да биде поставена погоре, подоле, сега кога се снима самата снимка, нормално, ако е погоре поставена главата, тие величини, пример од горната вилица, ќе бидат помали него што всушност се кај пациентот, додека пак кај тридимензионалното снимање, ние тоа го гледаме од сите страни, тука немаме никаков, односно никаква грешка во самите мерења. Па тоа сакав да го спомнам, да. Било да е од планирање за имплант или пак должина на коренски канали при ендодонтска терапија. Се случувало кога се планираат импланти врз основа на дводимензионална панорамска снимка. Да, всушност самите терапевти кога пристапуваат према терапијата, да, висината ќе се измери, ќе се види од прилика дека е таа, меѓутоа кога ќе се отвори самиот алвеоларен гребен, ќе се види дека всушност алвеоларниот гребен е многу тенот, односно нема ширина. Самата ширина на алвеоларниот гребен, односно дебелина, се одредува врз основа на тридимензионална снимка. Ама не, и само за една обична екстракција на зап, односно вадење на зап, посигурно ни е тридимензионалната снимка, односно да се види дали корените на првите максиларни молари, односно првите горните шески, дали се во комуникација со синусот, па да се предвиди текот на терапијата и да се превенираат некои аспекти. Тоа може да се постигне само со тридимензионална снимка. Да, а дводимензионалната снимка не ни дава толку детален приказ, меѓутоа не со толкова сигурност. А и друга негативност, односно можам да кажам дека друг минус на дводимензионалните снимки е тоа што бидејќи се снима само во две димензии, висина и ширина, а изоставена е длабочината, тука постои феноменот на интерпонирање на сенки, односно кога запните структури се поставени една за друга. Како ќе бидеме ние сигурни на дводимензионална снимка кој е што е и не можам да видам јас тоа. Да. Едноставно ќе го свртиме од сите страни, од секој аспект ќе видиме патологијата на буквално како модел од сите страни. Структура. Значи, а не само како сува слика. Значи ова е баш она што го споменавме, дека маргината за грешка практично се сведува речиси на 0. 99,8% е точно за тридимензионалните снимки. Панорамските снимки се од 45 до 50, односно 45 до 50% се интраоралните снимки, малите снимки, додека од 20 до 30% се панорамските снимки, однос на точност према диагностиката. Така. Сега, колку што знам јас, 3D технологијата во вашата сфера не се користи само за рентгенот, туку еве конкретно да продолжиме кон скенирањето. Како објаснете ни го на нас, нели на пациентите, целиот процес на скенирање, како се изведува и како нели од дигитален аспект се олеснува и за вас работата? Има дигитални скенери наместо со отпечаточни маси, како се сега, односно конвенционални методи, и непријатност на пациентот у однос на разлевање на отпечаточната маса и нејзино припремање, односно губење на време за правилен сооднос, се поминува со еден дигитален скенер од горната и долната вилица. Потоа скенерот се скенира загризот на самиот пациент и во основа на тоа, тој документ, односно файл, се праќа до забната лабораторија, каде што веднаш се принтаат привремени тест коронки. Всушност пациентот доаѓа без заби, си оди
со заби у истата посета. Така, само би те надополнила, односно би сакала да го доловам моментот дека секоја протетичка реконструкција задолжително е претходно да се земе отпечаток. Постојат повеќе методи на отпечатување. Едното е со скенерот, кој што е најсовремен метод, меѓутоа претходно, а и во денешно време се уште се отпечатоците се земаат со лажица за отпечатување и отпечаточен материјал. Сега да размислиме, кога пациентот мене ќе ми дојде и ќе ми седне на стоматолошки стол, јас треба да имам припремена стерилизирана лажица за отпечатување, доколку таа лажица нели е за повеќе кратна примена, или пак ако е за еднократна примена, јас треба да имам во фиоката резерва лажици. Потоа, самите лажици се разликуваат во однос на нивната ширина и длабочина. Тоа е според индивидуите на индивидуалната конструкција на вилиците на секој пациент. Имаме контаминација на стоматолошки помагала кои што се поставуваат после една секаде низ ординацијата и имаме ризик од крос контаминација. Да не ја збориме каква е постапката за инфекцијска контрола, дали се спроведува правилно према сите земени отпечатоци. Инфекцијска контрола е многу интересна тема и имам во план цела епизода да посветам токму на тоа. Да, и така и ќе биде. Да се докажа. И потоа, откако јас ќе ја изберам потребната лажица во однос на ширина и длабочина, потребно е да имам јас секогаш спремно во мојата ординација отпечаточни материјали. Доколку се работи за отпечаток кој што треба да се земе во две фази, така наречен двофазен отпечаток, јас треба на лагер да имам минимум 2 отпечаточни материјали со различна конзистенција. И сега, сиот тој процес, јас да бидам снабдена со лажици за отпечатување, посебно за горна вилица, посебно за долна вилица, материјали за отпечатување, да не го заборавиме и моментот кога отпечаточната маса се замешува, се нанесува на лажицата, потоа се внесува во усната празнина. Па дали јас во вистински момент ќе ја извадам лажицата од усната празнина со отпечатокот, односно дали материјалот доволно ми е зацврстен, затоа што ако пред време ја извадам лажицата, материјалот уште ќе нема да биде доволно цврст, ќе настане негова деформација. Со тоа нема да имам понатаму точен приказ на состојбата на забалото. Значи сите овие моменти можеме да ги избегнеме и да ги скратиме едноставно со примена на интраорален скенер. Нема потреба од припрема на лажици за отпечатување, избор на соодветна лажица, нема потреба од припрема на... Колку времето општо запаќа припремата на сето тоа, од прилика колку? Зависи кој како работи, меѓутоа прилично... Грубо, некој. 15 на 10 минути. Секако во сооднос со интраоралниот скенер доста повеќе време. Колку 5 секунди, 10? Одма се пушта. Значи имате, видете сега, отприлика 20 минути отпечатување на горна и долна вилица со отпечаточни маси. Отпечатување на горна и долна вилица заедно со отпечаток во загриз со интраорален скенер изнесува 2,5 минути. Што е еден многу голема предност во однос на комфорот на самиот пациент. Значи, за разлика од конвенционалните методи, 20 минути до пола час, ако се биде кој што од прва биде се кој што треба. Ако не е успешен отпечаток, па втор отпечаток, па ново замешување, Ама да не го забораваме и моментот за нелагодност на пациентот, внесна лажица во усната празнина. Нагона повраќање. Отпечатување, дразнење на рефлексот на повраќање. Тука сите се стига. И лоши изработки врз основа на тој нагон за повраќање поради лошо и брзо земен отпечаток. Ама не, и самиот пациент е стегнат. Не знае што му се случува, а се внесува туѓо тело во неговата усна празнина, која што целосно ја исполнува усната празнина. Нормално. А текпа да не зборуваме за низ кои се садови поминуваат тие отпечаточни материјали, затоа и на свежо препарирано забало, каде што се уште има свежи субгингивални рани, значи имаме ризик од контаминација на тие простори со
микроорганизми. Сега сето тоа може да го минимизираме, односно да го отфрлиме со земање на отпечаток со интраорален скенер. А да не збориме у однос на прецизноста. Тоа. Каде што имаме современи софтвери за моделирање на забни коронки, компјутерски, точни до најминималните вредности. Преку 3D принтер, мислам дека одеше процесот. Преку 3D принтер и 3D milling машини, односно машини за стружење на целосно циркониумски коронки. Ќе ги дискутираме. Тоа е за во следните. Да, ќе ги дискутираме дополнително. Баш тоа и сакав да го кажам. Понатаму, што се случува понатаму? Следува планот за работа или како? Потоа, нели, следува планот на терапија, која што може да се воспостави со виртуелна дизајнирана насмевка. И тоа представува посебна програма, посебен софтвер, каде што на пациентот ние му покажуваме кои резултати би се постигнале. Какви заби сакаш? Поголеми, помали, поостри, каква насмевка сакаш? Ама и не само тоа, ако зборуваме за пациенти со тотална беззабост, така без ниту еден заб во усната празнина, одма можеме да му ја дизајнираме неговата насмевка софтверски, да му се даде приказ што како би изгледал со заби, а и претходно да ги испланираме како ќе ги поставиме неговите импланти. Значи се компјутерски оди, нема ништо на случајност. Компјутерот дава 99,8% точно. Сега тие со самите и со самите ова 3D снимки. Дигитален интраорален скенер каде што можностите за грешки и компликации се сведени на нула. Со сето тоа планот на терапија ни е строго дефиниран и сигурен. И многу побрзо ние пристапуваме кон план на терапија и кон исполнување, односно спроведување на истиот. У однос на пример у ортодонтските терапии, мене не е јасно како толку ортодонтски терапии се планираат само врз основа на панорамска снимка. Тука имаме телерентген снимка, односно снимка во профил, каде што всушност главата на пациентот се гледа во профилна положба и тука се одредува односот на вилиците. Сега, има тие анализите што обично се на телерентген снимка што се исцртуваат рачно, веќе самиот компјутер ги одредува точките на поврзување. Никако не може тие да се одредат поточно да бидат мануелно нацртани, него што ќе ги одреди самиот компјутер. Уште една работа. Ама и да речеме дека доколку и мануелно да се нацртани, навистина да се точни. Зошто јас да губам толку време мануелно да одредувам точки и да ги цртам рамнините, кога мене за 2 секунди јас добивам приказ? Значи, за 10 секунди се добиваат сите анализи у меѓувиличните скелетни односи кај самиот пациент. Уште една работа, преку сликата што се од пациентот, сакам да кажам фотографија, се изработува преку вештачка интелигенција, тридимензионално лице, каде што всушност се гледа како би преку вештачко поставување на неговите вилици во правилна положба, се гледа како тој ќе изгледа по ортодонтската терапија. Исто така, она што го зборувавме before and after. И во ортогнатната хирургија, каде што се оделува дел од вилиците, каде што е поголем хируршки зафат како дел од максилофацијалната хирургија, и овде може пациентот да види со современите софтвери како би изгледал по самиот зафат. Има можност да се воспостават меѓувиличните односи во соодветен сооднос, да се види како тие би требале правилно да бидат позиционирани. Има опција да се промени ангулацијата на одредени заби, односно нивната положба во целокупната вилица, и сето тоа е овозможено со новите. Уште една работа, преку таа целосна 3D снимка на целата глава се има можност да се пристапи кон една целокупна
терапија во мастикаторниот систем, каде што се прави тридимензионална рентгенографија на самите зглобови, а и многу битна работа мерење на волуменот, односно проток на воздух низ дишните патишта, каде што во етиолошки аспект промените во виличните зглобови потекнуваат поради тесните дишни патишта. Ако имаме промени во виличните зглобови, автоматски имаме и промени во самата оклузија на пациентот. Значи тоа е една целина, не се само панорамска снимка, сега завите ќе ги снимеме, ајде преминуваме кон терапија, особено ортодонцијата, каде што тука веќе имаме и многу големи биомеханички сили. Така. Те пресеков. Да, сакав само да надополнам, веќе кога 3D снимките дозволуваат толку широк опсег на преглед на целокупната глава кај пациентите, каде што може да се види и проодноста на дишните патишта, тоа одлично му овозможува на терапевтот да заклучи која е причината за постоечката ортодонска малоклузија, односно неправилност кај пациентот. Затоа што доколку дишните патишта се потесни, да не се објаснуваме сега, меѓутоа настануваат одредени малоклузии. 3D снимките тоа ни го и поновите рентген апарати тоа ни го возможуваат ние да го воучиме и да го пресметаме проводот на воздух низ дишните патишта. Веќе со новите рентген апарати со зелената доза на радиоактивно зрачење ние веќе снимаме и детски пациенти, за да се всушност всушност со самата 3D снимка се види дали има заби кои што се во почетен раст, односно се прави разлика дали се трајни, дали се млечни заби, дали всушност е присутен трајниот зап, дали се работи за зап или за некоја малформација. Така да тридимензионалната снимка дава една 100% диагностичка вредност. Значи, тука е меѓу другото, дали има дополнителни чекори во овој дел од работата? Значи, зборуваме од, да го објасниме патот на пациентот во една дигитализирана. Просто доаѓа пациентот, анамнеза, клинички преглед. Да, историја на болести, клинички преглед и стапува тридимензионалната снимка. Како помошна диагностичка. И од тука стартуваме, односно правиме план на терапија, пациентот седнува и почнуваме да работиме. Уште една многу битна работа која што ја во досегашниот муабет ја изоставуваме е инфекцијската контрола на самата просторија, односно инфекцијската контрола на работното поле, односно стоматолошкиот стол. Нормално, како пред да дојде пациентот, тоа сите работни површини да се дезинфицираат и да се стават стерилни навлаки или пак компреси, кои што после секој пациент истите ќе бидат заменети. Така. По новите стандарди се покрај тоа што се препорачуваат заштитни очила на терапевтите, исто така и за самите пациенти, затоа што и тие се изложени на тие аеросоли кои што потекнуваат од контаминирана устна празнина. Так. Да, навистина не треба да се избегнува тој момент од аспект што и ние како терапевти се соочуваме, односно работиме во оралната празнина, каде што знаеме дека постојат безброј микроорганизми и сме во директен судир со нив. Затоа личната заштита на нас како терапевти, меѓутоа и на пациентите, затоа што здравјето на пациентите нас ни е од примарно значење, треба да се запазат овие моменти. Од примена на заштитни очила, од примена на престилки за еднократна употреба, да не зборам дека нормално е
пред секој пациент и после секој пациент површините да се дезинфицираат, да се применуваат стерилни инструменти за работа и примена на дезинфекциони материјали во однос на аспираторните системи, на самите стоматолошки апарати, каде што всушност работат турбините и самото тоа воделно ладење да не биде контаминирано од страна на микроорганизмите кои што се наоѓаат во самиот стоматолошки стол. Затоа се потребни тие дезинфекциони материјали за аспираторните системи, односно едноставно кажано на фонтаната во која што пациентите плукаат. И сисалката што се вметнува во устата за за шмукување на плунка, односно да се постигне сува работно поле. И за тој систем има протокол и средства за дезинфекција, кои што не треба да се прескокнуваат. Пазите, овие не треба да се прескокнуваат. Да не збориме за трослојни, 4слојни маски за заштита, затоа што најстрашно од се е што сите микроорганизми за кои што ќе зборуваме во некои од емисиите понатаму, со кои се соочува и пациентот и ние како терапевти се присутни кај повеќето од нас, се нормални жители на нашиот организам. Меѓутоа, преку намален имунитет, тие може да имаат несакани последици. Да, читав нешто баш за тие работи, но да не ја објаснуваме сега инфекцијската контрола, да имаме цела една епизода каде што можеме да се дискутираме за тоа, затоа што навистина има некои стандарди кои што не се почитуваат, а би требало, реално зборувано. Секако го опишавме, нели, патот од до, значи до планот за работа, нели, планот за работа како се изработува. Само една работа не ве прашав. Целиот овој процес, сега што го објаснивме, зборуваме за модерна, за дигитализирана, целосно дигитализирана клиника. Колку време е вкупно, грубо, нормално не можете да кажете. Колку време опфаќа од моментот кога ќе влезе пациентот до изработката на планот за работа? Од како ќе се постави диагноза? Со терапијата или Не, само планот на терапија? Само до планот за работа. Што планирате да правите понатаму? Значи како ќе се 15 минути до 20 грубо. Пациентот знае што да прави понатаму. Која е неговата old school метод, значи рековме. Не го споредуваме old school методот со ова затоа што едно е old school метод, друго е дигитално. Да, не, сакам да направам паралела од проста причина за да видиме колку време може да се заштеди. Па не може да се односно да правиме паралела затоа што old school методот прво нема рентген снимка. Второ нема интраорална снимка, него се работи на завод што го боли пациентот. Второ, дигитален картон нема, односно следење на пациентот. Значи, како што нема некои работи во новите методи од старите, односно има подобрени методи, така и од старите методи нема нормално од новите и не може да се направи паралел, односно има стоматолози што работат по дигитална постапка и некои што се задржани во времето назад. Значи целосно зборуваме дека се работи практично за целосно различни методи. Целосно различни методи, ама и старите методи за да се дојде до моментот на поставување на диагноза и план на терапија, знам дека може да временски да запатат и денови, да го пратам, да го испратат пациентот да направи снимка. Па дур таа снимка се изготви и физички му се даде. Да се врати пациентот со снимката кај терапевтот. Па да дискутираме што ќе правиме, како ќе правиме, па да се постави некоја диагноза. Се изготвува план на терапија. Додека да се пристапи кон терапијата, ми треба мене претходна подготовка, како што напоменав, отпечаточни материјали, лажици за отпечатување. Јас треба на сето тоа да мислам. А овде можам јас само за неколку минути се во прашање, не денови, минути. Еве да збориме за old school метод во однос на рентген снимка, каде што се оди со тие фолии што се гледаат на светло, каде што нема
софтверски решенија за изострување, потемнување, просветлување на самата снимка, па потоа таа фолија, без разлика дали е за панорамска снимка или за мала интраорална снимка, се става во соодветни раствори, каде што тие раствори треба да бидат у нормален сооднос, па ако не се у нормален сооднос, па се прави нова снимка, дополнително зрачење на самиот пациент. И кога сме кај радиоактивното зрачење, премногу се шири таа табу тема, као се уште има стоматолози кои што им викаат на своите пациенти као не один не се зрачи два пати. Всушност, у модерната стоматологија, оноку колку што е потребно за соодветна терапија, може да се снима самиот пациент. Еве ќе ви кажам, врз научни истражувања, од 20 до 30 микросиверти пациентско радиоактивно зрачење е самата, односно рентген снимката од конвенционален рентген апарат, додека па од дигиталните рентген апарати тоа се сведува од 5 до 10 микросиверти, да не збориме од апаративе од зеленава генерација. Значи, огромна разлика. Значи, за да, всушност, тоа е огромна разлика, да. Меѓутоа, дозата на радиоактивно зрачење, кое што има можност да предизвика патолошка промена на ткивата во самиот организам е 1 сиверт. У 1 сиверт има 1 милион микросиверти, а пациентот е изложен на 20 до 30 микросиверти. Па вие видите колку треба од 20 до 30 до 1 милион микросиверти. Така. Значи, ова беше само интро на она што се случува откако пациентот ќе влезе во целосно дигитализирана стоматолошка клиника, а што ќе се случува понатаму и кои се следните чекори, ќе треба да останете со нас. Доктор Деспина Величковска, доктор Марио Јурхар, уште еднаш ви благодарам што бевте тука со мене и што благодариме на вас. Задоволството е наше. И задоволство ќе биде да присуствуваме во наредните емисии кои што апсолутно. Следуваат. И да, ја имам во план, секако. Довидување и се гледаме повторно за 2 недели.